Линија би требало да го имаме Николчо Илиев, градоначалникот на Кочани. Господине градоначалниче, добро утро. Добро утро. Се извинувам малку за овие одлагања, имавме технички проблеми, се уште ги имаме, него снема стримот на Facebook, а таму не следат илјадници гледачи, меѓутоа се едно одиме, стримуваме на YouTube и на други платформи. Како сте утринава, кажете ми, во Кочани ова деноноќие не беше баш деноноќие со добри вести. Што се случува со вирусот во изминатиот ден-два во Кочани? Па вака, во Кочани, како и во многу други градови во нашата држава, имало и поубави денови. Меѓутоа се надевам дека после ова ќе ги имаме повторно овие убави денови, бидејќи денеска имаме и убав сончев ден. За жал, како што знаете дека состојбата со коронавирусот и понатаму има благ пораст, ние за жал во Кочани ја платисме и првата жртва. Навистина, вчера беше еден тажен ден како за семејството, така и за сите граѓани на општина Кочани, бидејќи изгубивме еден млад сограѓанин. Понатаму состојбата, она што јас го добивам како информација, значи моментално во Кочани имаме ситуација на 13 заразени лица, односно во Кочани 11, 2 се од општина Зрновци, меѓутоа преку Центарот за јавно здравје сите овие лица од понатрешната општина Кочани се покриват од страна на општина, значи 13 лица се моментално заразени, 11 во Кочани, 2 општина Зрновци. Состојбата, она што ја знам дека е добра, 2 лица се на ефективната клиника во Штип, додека останатите се во домашна изолација. Се придржуваат ли до инструкциите за изолација, па и не само тие што се заразени, туку и воопшто граѓаните на општината? Па во главном во најголем дел морам да ви кажам дека граѓаните ја сватија сериозноста на овој вирус и дека во најголем дел се почитува. Сакам да ви кажам дека покрај овие 13 лица кои што ги имаме како заразени со вирусот, коронавирусот, имаме вкупно 33 лица во Кочани кои што се во изолација и 9 во Зрновци. Значи, кај тие лици се уште не е потврден коронавирусот, меѓутоа се во изолација и во главном од страна на надлежните служби редовно се посетуваат, редовно се комуницира со нив, така да имаме солидна комуникација и мислам дека состојбата со тие лица е прилично добра. Господине градоначалниче, дали е констатирана епидемиолошката слика околу починатиот сограѓанин? Се знае ли тој круг на луѓе со кои што се гледал, со кои што комуницирал, тоа е се констатирано? Па, колку што сум информиран од страна на надлежите, значи направено е скенирање на состојбата и како што реков дека овие во главном ова излегува повеќе или помалку од еден кластер во Кочани, овие 11 лица, така барем односно 10 лица, едното лице е од Подлог и 2 лица од Зрновци. Значи ова лице што е од Подлог е на клиника во Штип и изворот не се знае, додека на лицата кои се откочени кластерот е потврдено дека е едно жариште, еден извор. Ви благодарам, господин Илиев, ова беше градоначалникот на општина Кочани.